Ај, здраво и живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Тема на дневен ред: другарството пред егото, успехот и такмичарството. Актуелни теми овие неколку денови, нели, се надпреварите и споредбата со рекреативните риболовци, такмичарите, се вратија од светското првенство крапџиите. По таа насока и на оваа тема една дебата, па стигнав и до овдека каде го ставам егото, успехот и такмичарството, го потиснувам све тоа у име на честа и другарството. Така беше, чинам ова седмиот наш традиционален куп на Рибар 2011, Сдруженијето мое матично кое содржуваше на Паљурци, каде беа присутни све кој од кој стари успешни крапски волци и нашата маленкост, моите двајца дебитанти, другари, ортаци, партнери, дебармалци, кои на нивна покана, желба огромна и радост заедничка ме поканија да бидам дел од нивното дуо, да станеме трио и да надпреваруваме, напаѓаме, со клизачи улетаме и да се такмичиме против најдобрите. Можем слободно да речем, беа скоро сите собрани на едно место на оваа акумулација, токму на овој куп надпревари. Така се пријавивме, заземавме учество и таму се појавивме. Ја како нели некој најискусен у дуо трио, ми ја даваат честа да маркирам, да сондирам, да скенирам, да донесам финална одлука, стратегија поставам и као некој нели кој има највише у наводници искуство, да забачувам, да зафрлувам и да видат од прилика што како треба да се прави, па да кој ќе се заморам, они го продолжат понатака, нели, времето, колку беше таму, 50-70 часа. Но Марфиев закон секојаш е, нели, докажан, покажан у пракса како се присутен, беше и овдека да ни се падна отварач, затварач, веќе не знам која позиција, една плитка, скоро до 50 метра беше и до подколена дубина и бараше да се далеку изфрла и сега, нели, јас сум тој далеку метниот крапџија, ми ја тангираат, ми ја натрпуваат, ми ја складираат, ми ја прават удицата, ја накитуваат со ПВА и, нели, сега треба ја да зафрлам таму богу и за трегери, у 3 лепе шарга репе, мој прв забачај, се местам у позиција, расчекор, ставам на прсток, пумпам трската и што се случува, прстето ми заглавува, ми сече на прсток, ми сече кожа, месо, до ногт ме расцепува, ме отвара, ми ја прави парам парче за фрлачката агенда, главниот и оној единствен кој е основен и најважен за изфрлање, прстот показалец, неупотреблив, у канта иде и веќе стануем ја на клупа, остануем нефункционален играч за таа намена, ја предавам топката на следниот резерва, влага у игра и ме заменува. Кој на висина на задачата се покажа може и подобар од мене во оваа насока. Поентата ми е дека околу нас беа све докажани имиња во крапскиот риболов, со зад нив најмалку по десетици, 20 и повеќе надпревари, а ја бев со едни дебитанти кои таа им беше прва година воопшто во риболовот, а пред се и во крапскиот, со кои започна да навлегуваат во риболовот како дисциплина. Од прва му влегува во најакото крапското, па и дури такмичарското. Што респект до нив, ги поздравувам, многу ги сакам и почитувам, што и ова е еден неоспорен показател на дело, колку ми се они поважни од своето его, што на крај беше и освоено нашето почесно последно место, за кое, како велам, го добивме оној најгромогласен аплауз, за кој може би сонуваат и прваците кои ќе ги добијат пехарите. Ние го имавме пута 10 за мотивација и нашата таа јака, силна
на терен фракција докажана покажана до сам крај со сите сили и напори без откажување покрај лошата позиција, суровите услови временски, навечер не баре мислиси на Марс, која ќе фатеше еден ветер у таа пустелија, ги виткаше и шипките, и шаторите, и лета, и трските, и тендите, све тоа се трпеше, се издржуваше, се риболовеше без престан во знакот на такмичарскиот дух до крај, до свирежот на судијата. Секако не изостана ни уловот, еве овдека ме гледате мене како вадам некоја рибка, исто што имавме една ситуација не секојдневна, да навечер се случува да приметиме контратегот паднат и капираме дека некоја риба тргнала кон нас, кон брегот назад, и зијаме трската, мотаме, имавме забачено сигурно преку 70 метри далјина. Мотаме, крај нема. Наеднаш стигаме со батеријата, како го пратиме конецот све поблиску до нас, како се доближува, да на само 3 метри, 2 метри од нас, кај што стои колегава, нели е дозволено да се загази до подколена, у тоа плитко овдека пред нозе гледаме штука од пол метро, значи замислете, цел систем го лапнала, уста го земала и го глисирала, го возала и до пред наши нозе се паркирала. Една неверојатна ситуација, да ја гледаме како гуве и дреме пред нас, се смееме, вриштиме, урламе, не ни се верува што гледаме. На првото затегнување и отпор давање на штуклата прави еден извореден скок над вода, не поздравува, системот го сече, го лапа со све сейф клипот, со се над олово, све у неа понесуе, не поздравува, со плисоки побегне. Неверојатно нешто што мислам дека ретко кој го доживел и му се случило да нешто вакво види, да биде дел од тоа, да од 70 метри штуката се врати пред наши нозе и системот оловото ни го донесе назад, ни го врати, не баре уште една суво да искочи и да не поздрави. Така да не е све ниту во пехарот, ниту во сатисфакцијата. За мене на прво место се другарувањата, дружбите, братските, таму поминати мигови незаборавни, што за секојаш ќе останат запаметени и ќе будат во нас радост, смеја и само убаво во душата ќе прават една позитивна атмосфера, што мислам дека све оно останато е во втора, во трета план ставено и не може да се спореди кога станува збор за ваквото нешто, па ќе повторам, а тоа е другарството пред такмичарството. Поздрав, драги мои, Дебар Мало, Хантерси и Карп Тим, од ваш најверен рибар, Раки Рибар, и поздрав до сите крапџи, ве сакам, респект и бистро до некое следно јавување. Бај, бај!